Пораките за обединување во исто време со критики за неистомислениците во партијата само ќе го дозакопаат СДСМ. По конгресот на партијата експертите со критики за настапот на Венко Филипче, кој ги прогласи за тројански коњи сите оние кои барат одговорност од актуелното раководство за катастрофалното дередже до кое доведоа партијата. Политичкиот аналитичар Александар Ристевски за Алфа вели дека ваквите потези на Филипче се најмалку потребни во моменти кога партијата ги доживува најтешките моменти од своето постоење, односно во собранието се паднати под 20 пратеници, а на локалните избори загубија речиси секаде. Мислам дека тенденцијата на делба внатре во политички субјект е во голема мера контрапродуктивна, иако ако веќе тоа се прави, тогаш треба од старт да се расчисти со тие кадри, иако овде не зборуваме за некои маргинални ликови од втори или трети ешелон, овде зборуваме за ликови кои биле можеби министри, директори на одговорни позиции, пратеници, градоначалник на главниот град. Венко Филипче на партискиот конгрес само продолжи со реториката од последниот период, повика на обединување, но изнесе критики за дел од сопартиците, вклучително и до власта каде лоцира вината за состојбите во државата. За лична одговорност не спомена ништо, не само за себе, туку и за оние околу него во најтесното раководство. Напротив, на оние кои го критикуваат, дури им порача дека можеле да се заминат веднаш од партијата, оти работеле за ВМРО ДПМН и туѓи интереси. Ристевски вели дека и тие кои говореле на конгресот може да влезат во клубот неподобни за партискиот лидер, бидејќи испратиле порака дека треба да има промени во делувањето на партијата. Па ако гледаме така, дури и оние што вчера јавно се објавија и преку Facebook статуси, вклучувајќи тие што стана, еве да кажеме, лојални на раководството и дел од нив се нели пратеници, тогаш по таа логика би требало и Славјанка Петровска да ја наречи така, затоа што таа најотворено и најконкретно и на самиот конгрес и преку социјалните мрежи искритикува и кажа кои се промените, кои се чековерите кои треба да ги превземат. На партискиот конгрес поранешната министерка за одбрана Славјанка Петровска порача дека мора да има промени, велејќи дека ако не почнат да се менуваат на крајот ќе исчезнале. Актуелната партиска политика не е добра ниту според поранешниот министер за внатрешни работи и технички премиер Оливер Спасовски. Вели дека во овие моменти на партијата е потребно обединување. Показател дека состојбите во СДСМ се далеку од добри е и што дел од поранешни видни партиски функционери не беа присутни на конгресот. Од поранешните лидери на партијата присутни беа само Димитар Ковачевски и Владо Бучковски, иако поканет не се појави Зоран Заев, а не беше присутен ниту првиот претседател Бранко Црвенковски.